Претходно во Диетално максимално гледавте. Вчера видовме како помина првото вежбање со Еми. Дали беше напорно? Какви вежби добија? Ке издржат ли во наредниот период? Прашавме и добивме интересни одговори во вчерашниот ден. Ми се допаѓа тоа што Еми од сам старт побара кој што има, значи, проблеми со здравствени, да си каже, за да може да ги ублажи, нели? Кои вежби може да ги прави тој човек, кои вежби не може да ги прави. Значи, посветува внимание за тие работи, но не те изолира. Ти пак си тука, вежбаш, она бара да бидеш активен. Значи, незината упорност ќе ни помогне многу на сите нас за да постигнеме успех. Па Еми си делува малце строгичко, ама тоа строгичко за мене е добронамерно за нас. Еми супер тренер. Јас следам уште од прошлите сезони. Многу позитивна енергија има и има став да ги научи луѓето да бидат, имат дисциплина и стварно да вежбат и дава има некој авторитет што сакаш да продолжиш редовно до крај. Откако започнавме со вежбањето со Еми, стварно овде е преубав амбиент, убава сала и Еми е стручен, стварно добар тренер и ние како почетници знае добро и умешно да ни покажи и да ни објасни како во почетокот ние да почнеме со вежбањето. Премногу да не се уморуваеме, строги вежби многу да нема во почетокот, туку постепено сето убаво да сватива за да имаме и нас да не ни се воспалат мускулите, например, од нешто и така, од тие, ако имаме напорни вежби. Емче, којачот наш, значи една од помилите личности што сум ги видела, е голем професионалец. Кога се вежба е строга, меѓутоа во таа строгост има доза и на хумор, има доза на смеа, тука е да не опушти, да не поправи каде што грешиме, сепак еве денеска е прв ден каде што вежбаме по-сериозно, да кажам. Сите ние се среќаваме, односно повеќето од нас се среќаваат за прв пат со некои од вежбиве и општо со теретана. Незиниот пристап према нас е пред се многу човечки, а потоа и многу професионален. Еми ми е срцка. Значи, обожавам такви личности, позитивни. Прво и основно не воведе во вежбањето полека, внимателно, да не ни направи воспаление на мускулите, со вежби почетнички, да биде се окей. Ни ги кажа вежбите, ни кажа како ќе тренираме понатака, ни кажа како ќе иде целиот процес и немам што да кажам друго, освен само најпозитивно. Нашите учеснички започнуваат со редовни прегледи и како што кажавме во претходните емисии, наш медицински спонзор во третата сезона се Биотек Поликлиника. Виолета доби детален интернистички преглед со комплетна крвна слика, но и доби препораки за учество во емисијата. Супер! Во почетокот имавме консултација, прашања од докторката, дали имаме висок притисок, ни мереа притисок, од кои нешто употребуваме, порано нешто, дали сме боледувале и така слични прашања, многу убава консултација. И потоа ни правеа ехо на стомакот, не мереа, тежина, висина и така. Многу убаво си поминавме и да ви кажам право и во иднина и јас ке си практикувам често овде да доаѓам. Време е за Диетално максимално. Емисија која го спојува здравието, вкусот и дисциплината. Добре ни дојдовте, започнуваме токму од овој момент. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Нашиот нутриционист Клаудија одлучи да ги однесе во ресторан учесничките. Сака детално да се запознае што нарачуваат, како се исхрануваат, да ги едуцира како треба да се однесуваат со храната во ресторан. Марија прва го поминува испитот на маса. Што ќе нарача и што ќе добие, ќе дознаеме денеска. Еве стигнавме пред каверна трпезарија, ја чекаме Марија да стигне.
О, па ти веќе стигла. Кај си ма? Како си ми? Одлично. Добра, вие? Супер. О, во таверна. Може? Ајмо, ти прва. Ај тамо за тој стол. Дали ти се свижа кај те донесов? Многу убава. Таверна, трпезарија. Прекрасно. Убаво е, а? Секоја чест за одбраното место. Знаеш што ова е тамо како грчки стил Многу убаво. и јас Уште сум морето чула пали дека овде. е добро и дека има тука све свашто да се јаде. И затоа те донесов да видам што денеска ќе одабереш. Јас денеска сум ти најдобра другарка, што се знаеме веќе 25 години и што идеме секоја седмица на ручак. На по едно узо. Значи, ти сега ќе одлучиш што и како, немој да гледаш на мене, Да. него сакам стварно да видам да се осеќаш и добро и да сакам да видиш ти сега и денеска со мене. Во Значи, менито без- да ви бидам јас. Менито, со јадење, со пиење и уопште со све, ако може. Па се надевам дека како што изгледа добро место, ќе биде и вкусно вака, мислам. Ти гледај го менито, ја ќе викнам конобарот да видиме дали е тука негде конобар, да го викнеме. Ти полеј како, знаеш, ја веќе овака Да. мислам дека знам што сакам, зашто понекогаш доаѓам и знам што е овде добро. Мислам све е добро, ама тоа што И мене јас ми знам се што свиѓа. сакам да Добар ден. Добар ден. Како сме? Добри, вие? Добри сме. Одлично. Ето, ние дојдовме да видиме што и како. Ако, добре ни дојдовте. Фала, Добре, добре најдовме. најдовме. Ајде прво колешката нека види што ќе сака. Јас сакам едно узо. Добро. Едно узо може и салата Цазики. може цацики. Да. Добро. И парче сирење може. Добро, може. Да. Овче имаме многу убаво. Ау да. Добро. Тоа е? И за главно Аз јадење? главно јадење сакам ребро. Ребро. Најмрсно. Масно и попечено да биде. Попечено. Да. Добро. Ве молам. Тоа има на карта. Има? Све Добро. имаме? Да. Добро. За вас? Овака, да Ајде. ти објаснам. Јас сакам нешто морско. Има риба, ципура и лаврак. Може да ви ја препорачам, ципура е тазе. Морски плодови? Има лигни, ракчиња и октопот. Има. Океј. Октопот, Ќе го земам, да. октопот може, добро. И претходно една салатичка за мене. Грчка, без Без сиренце. сирење, да. Без сирење, добро. Добро. А за пиење? Јас имам вода. Водичка. Да. Во ред. Да, да. Значи така, што ќе јадеш ти? Што наречеш? Ребро. 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 Аха. Да. Обожавам Тоа. свинско. Добро. Свинското месо, пушти ако има малце мрсничко. Малце мрсничко. Океј. И Сувото месо некако ми е потешко. И кажи ми ти сега, мислиш дека ќе имаш ти сега некој проблем ако тоа нема у мени? Па не би имала проблем, сигурно би се прилагодила. Ти се прилагодам, нормално. Желбата за мислиш? дослабам. Што мислиш што има кај мене на мени? Сигурно има некое месо, нели? Да, Е. има. Има месо. Свинско нема. Тоа малку ќе биде заборавljeno. А има пилешко, има мисиркино, има телешко. Значи тоа риба, морско, тоа се јаде. Е, обожавам риба морско. Супер. Значи нема да имаш проблем, така? Не. Тоа обожавам. Што мислиш што највише ќе ти фали? Сирење. Да? Да. Сега си по сирење? И те појде? Па обожавам сирење, да. Во секој оброк. Стварно? Да. Како на секој оброк се јаде сирење? Така. Неколку вида на сирење правиме дома и А, окей. значи Вие во секој сами оброк. правите? Да. Имаме козички. А, окей. Ти го правиш? И јас претежно се крвам, и? Да. Јас малце потешко.
А ти вака што правиш? Каков хоби ти имаш? Што правиш вака ти? Сега моментално почнав да пешачам. Добро. Фала. Повелете. Фала. За активност, друго, тешко. Али, речив дека почнав да пешачам, ја тргнав колата од себе. Сега се движам строго или со автобус, или пешки. У автобус е окей? Окей. Пуно е, трае многу, како ти е релација? Има луѓе, ама нормално, тоа е јавниот превоз е за сите, нели? Затоа не ми смета. Немаш проблем, супер, супер. Добро, значи почне да пешачиш, тоа малку влезе веќе што са? Влегов. Ти е тешко? Упорна сум овие 2-3 дена, тешко. Не ни помислувам дека ми е тешко. Добро, тоа е добра мисла. Значи, дека морам, со таа мисла. Дека морам и дека ќе го остварам тоа. Одзима време во текот на денот, но јас си го организирам времето. Не може да немам време. Мора да имам време. Браво. Тоа е добро. У сабајле колку сат стануваш ти? Кога одам на работа во 5:30. Секој ден идеш на работа? Да. Од понеделник до петок? Од понеделник до петок. А кога не одам на работа, значи викенд, станувам во 7. Океј. И што се прави? Кога си слободна? Па, зависи. Сабота претежно доста време ми одзима утринското кафе дома. Океј. Да уживам малце. Преку недела немам време за тоа. Добро. Повелете. Фала. И потоа што се прави? Нарочно дома. Нели, обврски жена, да истера некој. Имаш деца? Па да, големи се моите деца, не зависат од мене. Добро, значи имаме со тебе време за све. Има време. Добро. Штом си има волја, мора да има време. Ајде тога живели. На здравје. Да сме живи и здрави, ајде. Значи така. Да. Добро. И после тоа кафенце што трае едно 3-4 сата, што се прави? Трае 2 сата. Не, Добро, трае 2 сата. Да. Потоа низ дома. Значи, ако исчистам, да средам. Со сопругот да се прошетаме. И време за себе. Фала. Значи, но да се ужива, а не да се стварат обврски и мислам дека тоа ќе се смени малку. Во недела претежно кога станувам, пием кафе на брзина и одам во црква. Аха. Сакам да одам во црква. Добро. Тоа недела се дешава. Да. Океј. На литургија одам, кога ќе се вратам, веќе почнувам да спремам ручек или нешто. У недела тој ручак кој е маж и жена дома. Да, односно заедно ти спремаме. Да. Океј. Тоа е нешто специјал? Претежно да. Да? Затоа што не се гледаме преку цела недела, он е на пат. И викенд не е така Уживате. посветен за нас двајца. Затоа што сепак тоа што не се гледаш 5-6 дена во неделата, треба да го надокнадиш, значи. Добро. А кажи ми, тоа се дешава, значи, викенд. Викенд навечер. Што правите? Обавезно сме со друштво. На седенка, јас или со пивце, или винце, значи да. Аха, добро. Значи така, се пие... Домашно месо, зреено месо, се пие... пушено Не можеме месо. да почнеме, ако сакаш. Значи, се пие, се јаде, а? Така да. нешто, а? Се мези. Малку салата може? Не. Не? Не. Не е салата Не, за млечни тебе, а? производи поубаво. Да. А, добро. Као, например, што јадеш од цацики? Цацики е тоа? Цацики, да. Океј. Добро, денеска малку ќе пробаш од салатата да видиш дали е добра. Може? Ќе пробам. Јадеш све ова ти? Јадам. Иначе? Јадам. Добро. Ајде малку ти ставиме. Да видиме Јадам, дали ќе ти прија. Ние одгледуваме домашно. И претежно преферирам кога су дома да ги јадам тие работи, Добро. за да бидат домашни. Океј. Затоа. Да, затоа што се био кај тебе? Да.
А имате исто и Произведуваат мојата свекрва и свекор домашно. окей. И што имаат? Се што е за дома. Значи, да речеме сега ќе почне доматот, ќе почне крставицата. Зимно време не јадеме домати крставици, затоа што не е сезоната за тоа. Туку јадеме, има туршија, знаеш она? Знам. Туршија јадеме, но таа е составена од домашни производи. Со сол и тие работи. Да. Да. Добро, пријатно. Благодарам. Да видиме како е. Каква е салатата? Убава. Да? Свежа. Да. Значи така, и кога идете на одмори, што се дешава? На одмори? За храна? Да. All inclusive. Јадеш све. А кај идеш ти, прецизно вака? Зависи, Турција, Грција. Бирам да одам на одмор каде што нема јас да готвам, одам да се одморам, не да готвам. Да. Нели? Тебе ти е важно кога ќе идеш на одмор јадењето? Мислам, ти прави некој стрес? Па стрес, не ми прави стрес. Не ми прави стрес јадењето. Кога има, се што сакам да јадам, нели? All inclusive. Најболje е кога имаш буфет, но? Да. И И бираш што сакаш и јадеш. бидеш. Да. А благи ствари сакаш? Многу. Да? Но во последно време се трудам барем еднаш неделно тоа да биде. А иначе, јас можам секој ден тоа да го јадам. Дома се спрема нешто благо? Се спрема. Ти живееш со свекрва и свекрва или со мајка? Вака, кога сум овде, во Скопје, значи кога сум на работа, преку недела, овде живеам со мајка ми, татко ми, значи семејство. Тука се и брат ми, ми горе. Окей. Да. Значи, А сите кога се во одам во една село, куќа? значи имаме посебна куќа. Да, свекрва ни е таму, но посебна куќа е од нас. Јас сум воспитана дека ако сум таму и ако готвам денеска, ќе сготвам и за неа. Тоа сакам да ти кажам, значи заедно се јаде и Да. тоа, нели? Они немаат време толку, синот не го гледаат толку, значи, нели, сепак тој менталитет на македонското Да. го има. Ке ти фалат многу ствари, знаеш? Сега кога ќе почнеш. Нека фалат. Али ќе ме радува што повеќе ќе ми фали дел од мене. А што? Значи, ќе фали дел од мене. Што мислиш ти што би се деси? Ти се, ајде, ќе ослабнеш, ќе се научиш што и како треба, ќе се навикнеш на нови ствари и тоа све. Околината твоја ќе биде наравно позитивно. Ама ќе имаш доста и негативни. Затоа што немој више да слабуваш, доста ти е, што ќе ти го тоа. Ајде, земи малку. Од луѓето кои што ми се битни во животот, нема да го имам тоа. Значи, мене сега ме радува која поддршка имам од нив. Они не знаеа дека се пријавувам овде. Океј. И сите позитивно влијат, значи, споделуваат емоции позитивни и ме поддржуваат. И тоа уште повеќе ме тера, значи, да вложам во себе, да го направам тоа. Да, те развивам. До сега, еве, во овие денови не сретнав ниту еден негативен коментар да некој рече, ама зошто се пријави? Добро, ти си ваља и спремна на такви ствари дека тоа може да се деси. Нели? Сепак мислам дека поддршката од децата и од сопругот е многу битна. И тоа се оние најбитни коментари кои што мене би ми значеле, да и од пријателите, но ниту еден друг коментар не би ми влијал толку колку што од децата и од сопругот. И затоа позитивно гледам на тие. А на што се радуваш највише? На тоа што сум жива.
според се што сум поминала еве во изминатиот период, јас се радувам што сум жива и среќна сум за тоа. Значи, не може ниту еден момент да ми го сруши тоа, затоа што се движам, затоа што можам да направам за себе одредени работи во кои што во изминатиот период не сум можела јас да ги правам. Значи, јас прво после сообраќајката што се порадував е затоа што застанав сама без штаки, без ништо. Си го врзав репчето на косата сама. Значи, тоа некако успех си го гледав. Тоа кога се деси? Скоро 2 години. Од сообраќајката и ми требаше период од 6 месеци за да почнам ете одредени работи да ги правам. Кој ти помогна највише? Семејството. Семејството, да. И пријателите, значи не можам да речам, стварно. Склоп на луѓе каде што јас во животот се што е негативно и нели негативно влијае на мене, го тргам на страна и не ми треба, нели? Доволни се тројца пријатели да имаш, но како што треба да се. И затоа семејството, многу големи поддршки и децата. Готово? Па, пит на реброто. Па вие сте брзи. А мора. Ракети. Да, О, фала. Ние се замуабетивме. О, како убаво изгледава. Аха. И моето убаво изгледа. Да. Да. Па пријатно душо моја. Благодарам. Добро направено. Да? Добро е. Одлично. И тоа све ки го јадеш? Мислиш да го јадеш Да, ова све? да. Без Да? леп. И ова, се тоа ки го јадеш? Ова и ова сигурно. Аха. Да. Е па денеска мора да се менја. Денеска ова јас ки го земам и ти ки го земеш ова, мадам. Да видиш мало да може и без овога. Ајде. Јас ова само ке гледам, Ама многу е вкусно. пошто кај мене нема свински ствари и не се јадат, така да. И сега јас зајадам ова. Ти денеска ќе јадеш тоа, да. Да видиме дека можеш. Морам. Дали ќе ти биде тешко. Тешко или не, мора. Ајде. Пријатна душа. Благодарам. Како е? Да. Може? Одлично. Може тоа со салатичка? Што ми кажеш? Ова може со салата. Да. А? Иде? Мислиш дека ќе те најаде? Ќе пробам. Види, ако те најаде тоа денеска, затоа што ќе те најаде, ја знам дека ќе те најаде со салата тоа. Денеска ќе имаш твоите витамини, ќе имаш твоите протеини и ќе биде нешто што си јала многу поздраво него да си взела сега ова. Со све ова. Океј? Значи, ја углобала мислам за све што си наручила. Тоа е све океј. Да го наручиш, да кажеме да не биде свакодневно, да секој ден да се јаде овака. Океј, ако ти сакаш ова, ја нема ти кажам еднаш месечно или се едни јади, ама сега да се тоа е тоа што сакам да ве научам. Да. Нели? Да денеска ова, утре ќе биде хамбургер, заутре ќе биде пица, претука ќе биде не знам тоа се стварите што после доваѓаат до болести, до вишок килограми, до незадоволство, нели да не си задоволен со тебе, самопоуздање после нема затоа што си со вишок килограми и така дале. Да. Затоа сакав да ти малку да видиш, може и убаво да се јаде и да се заседи човек со убава чиста храна и после кога ќе станеш да не бидеш И помала количина, нели? и помала количина. Нормална порција да биде, затоа што ова и све ова е премногу за една особа. Ова како ќе ја гледаш сега, нели? Не, за тебе не. Да. Добро. Така Ќе ќе се биде. научиш и ќе видиш дека после ќе ми кажеш си била управо. Секој ќе завршиш ќе видиш како ќе биде сита. Увек траеш кога ќе завршаваме со јадење, увек чекаме 20 минути и тогаш тек сме сити. Океј, не директно. Без себе може да јаде уште да се
Една нормална порција ќе чекаш 20 минута, ќе биде сит. И тогаш ќе се осеќаш добро. Ни сит, ни да имаш уште, знаеш, таман, да ти биде таман, да можеш и да ходаш после тоа, да можеш да функционираш, да не можеш да седнеш да се откопчаш, да бидеш окей? Да, важи. Договорено? Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Навистина уживам во природата, а се надевам дека ви уживавте во нашето друштво и денес. Доведување до новото издание на Диетално максимално. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Јана генерална кротка и тивка. Ќе запознаеме каква е во ресторан, што сака да јаде, што сака да пие, каква нарачка прави кога е навистина гладна, дали изборот што ќе го направи ќе се допадне на Клаудија. Гледајте и уживајте.